Лили се појави со кожњакот и мартенсот од претходната ноќ. Беше во свој елемент, се качи во ичуканиот сто кец и ја затвори вратата. По ударот, прозорецот малку се подспушти. Малек се насмевни и рече да не се грижи. Кога ќе застанат пред Парпл, ќе го крене нагоре со рацете, бидејќи рачката е скршена. Лили не изреагира никако и запали цигара. Незиното лице не беше како она што го виде синоќа на забавата, ниту она што го пречека пред неколку часа во домот на незината баба. Лили беше скаменета и бледа и гледаше пред себе во текот на целото возење, без да изусти ниту збор. По третиот семафор се сврте кон Малек и го праша: "Зошто не сакаше да ме пољубиш пред малку?" Тој се сврте кон неа и само ја расшири неговата надалеку прочуена насмевка без да изусти ниту збор. Лили ја допуши цигарата и ја фрли на улица низ малиот отвор од прозорецот. "Зошто никој не ме сака? Зошто?" Одеднаш почна да вика таа колку што држеше гласот. "Зошто не сакаше да ме пољубиш? Гадна сум ти?" го праша Малек низ ревење. "Еј, Лили, смири се, не викај толку", го крена гласот и Малек и ја спушти раката кон незиното колено. "Никој не ме сака, никој", се раздра Лили, го подспушти газот кон долниот дел од седиштето, ги крена нозете на кои доминираа ток мартинките и со левата нога почна да ја удира шофрешајмната, притоа силно врескајќи. Стаклото навргу пукна, а Малек избезумено и велеше на Лили да престане да го прави тоа што го прави. За кратко време, таа се смири, ги крена колената, обвиткувајќи ги со обете раце. Ја мушна главата над нив и почна да плаче. Малек, иако избезумен, со тиво глас и велеше: "Смири се, смири се, смири се", галејќи ја цело време по црната кадрава коса. Стокецот можеше да го вози, бидејќи стаклото за среќа пукна само на страната на Лили и не расцвета по целата должина, но сметаше дека треба да застане и да излезат на воздух. Набргу се паркираше на првиот паркинг на кој најде и рече на Лили, која се уште плачеше, да излезе. Таа го послуша и веќе беа надвор на студениот вечерен градски воздух. Тој ја зема подраки и рече дека малку ќе поодат, за да ги разбистрат мислите. Лили молчеше и одеше покрај него. Парпл беше особено далеку, а Малек беше мощне вознемирен, дури почувствува и како му се тресе целото тело, но сметаше дека мора да најде начин да ја анимира Лили за да дојдат до клубот. Попатно изборуваше што ќе му текне, од приказни за ноќниот живот, преку уметност, па се до музика. Лили во два наврати само му побара цигара, бидејќи нејзините испаднале некаде, како што кажа. И тоа беа единствените зборови што ги изусти се до влезот од стариот град. Таму, во подрумот на една стара куќа, се наоѓаше извиканиот Парпл, кој работеше турбо за време на викендот, а во вакви регуларни денови имаше луѓе сосема доволно за да утепаш некој саат доколку ти се излегува. Малек влезе со Лили во клубот, каде што веднаш ги тресна музиката на диџејот. Одеше некој длабок хаос. Малек во првата група од 3-4 на која најде препозна двајца од нив. Ги опоздрави со раката и им се приклучи. Им ја представи и Лили, која едва и го крена погледот, упатувајќи им скромна насмевка на новите познајници. Малек ги довикна на уво поради гласната музика, дека ќе оди до вецето. Таа кимна со главата во знак на одобрување. Малек, наместо во вецето, веднаш се упати кон излезот и кога свати дека се ослободил од Лили, почна да трча најбргу што може кон местото каде што го остави автомобилот. Не сакаше за ништо да размислува. На моменти повторно го чувствуваше немирот што му струеше низ целото тело, а најмногу од се го совлада стравот. Да, стравот му се всели под кожата и не можеше уште долго потоа да куртули од него. И трчаше, и трчаше, и трчаше. Конечно дојде до 100 кецот со искршена шофрешајна. Го стартуваше и се упати на кај дома. Почитувани, добро вечер.
Добро дојдовте на разговорот со авторот Игор Ангелков, автор на збирката Раскази двојна експозиција, книга за месец април во Градската библиотека Браќа Миладиновски. Добро вечер, здраво живо за Игор. Здраво, Александра, добро вечер на сите вечер во овојте време и што присуствувате на овој разговор. Со Игор се договоривме дека ќе бидеме на ти, би било многу некако неприродно да бидеме на вие, затоа што се смеевме дека се познаваме многу одамна, нема да откриеме колку да не пресметаат луѓето по колку години имаме. Практично како војнички другари, одамна се знаеме благодарение на литературата, на книжевноста и на културата и многу од тие битки сме ги оделе рамо до рамо. И токму во тој контекст сакам на почетокот да те прашам она што веќе традиционално ги прашувам авторите тука, што мислиш за кампањата Читате современи македонски автори? Голем поздрав до сето она што го правите, почнувајќи од минатата есен. Читаме современи македонски автори како кампања е прекрасен момент, затоа што во еден неврзан разговор ми спомена дека дел од читателите во библиотеката може би читаат македонски автори, меѓутоа не ги познаваат лично. Веројатно за еден писател и автор еден од најубавите моменти е да се соочи токму со читателите. Иако тука можам да направам дистинција затоа што сепак нели имам книжарницата или ја имам таа можност да се среќавам и со читателите директно за разлика од некои други писатели. Меѓутоа голем поздрав и до директорката Снежана Стојчевска затоа што го разигра библиотеката. Ова е еден од моментите кои треба понатаму да се развива, директна средба на читателите со авторите, освен другите функции секако кои ги има библиотеката, така што само напред. Ти благодарам вака и од тимот на целиот тим на библиотеката за поддршката, убавите зборови. Со тебе ќе зборувам и како автор, но и самиот кажа, ти си кособственик или човек кој долги години е во издаваштвото, кој многу добро ги познава и состојбите во македонското издаваштво, така што некако давам рамки за тоа што се ќе зборуваме. Ајде да почнеме со ред. Двојна експозиција излезе кон крајот на минатата година. Имаше ли доволно простор вака да ја тргнеш од себе? Обично кога книга која што веќе има неколку години прашувам авторите како ја чувствуваат сега, дали ти имаше доволно време да ја тргнеш од себе, да ја затвориш, да кажеш до тука е моето, сега е веќе во рацете на читателите? Да, веројатно клучниот датум беше 6 септември, кога се случи промоцијата на книгата. Вообичаено се вели дека кога книгата ќе излезе од печат и кога ќе дојде до рацете на читателите, таа веќе не е на авторот, така што колку 6-7 месеци се доволна дистанца да можам да погледнам поинаку на книгава, особено поради тоа што во меѓувреме се случија неколку осврти и рецензии за двојна експозиција, а исто така и читателите и пријателите постојано со кои постојано сум во контакт, имам можност да видам како реагираат на самата збирка Раскази, така што до сега мислам дека навистина убави се реакциите. Инаку кога зборувавме со Снежана Стојчевска за разговорот со мене, мислам дека иницијативата повеќе беше за Шрапнел, меѓутоа Шрапнел последните примероци ги има во книжарница, таа е книга од 2020 година и некако ми се чинеше дека актуелната книга која во моментов е двојна експозиција е подобро да се представи пред читателите и благодарам за разбирањето. Одлично. Мислам дека ќе го допреме Шрапнел. Затоа што излезе во на пандемија, кога немавме многу можност за вакви средби, вакви разговори, дури мислам дека и не сме си направиле муабет, и јас и ти неформално за таа книга. Ајде за двојна експозиција повторно некако да ја дадеме насоката. Зошто Раскази беше ли решено од самиот почеток дека ова ќе бидат раскази? Шрапнел е роман, завршуваш роман, почнуваш Раскази, беше тоа плански со умисла, како се вели, со умисла? Не знам, може би некогаш работите е подобро да течат природно и кога се без умисла, да подобри работи отколку кога се со умисла. Да, Шрапнел излезе 2020 година и само што излезе се случи пандемијата, така што таа книга воопшто немаше ни промоција.
официјално, затоа што нели сите дремевме дома, бевме затворени и немавме можност да правиме други креативни работи кои сакаме да ги правиме. Меѓутоа, зашто ја споминувам пандемијата, токму пандемијата беше причината зашто во меѓувреме излезе и двојна експозиција, а во моментов е во подготовка и новиот роман кој ќе излезе следниот месец. Така што и благодарам на пандемијата. Беше плодна во тој поглед, Беше, да, прилично. Значи ти остана во на дозволи дигресија, остана во на романтична фаза на пандемијата, сите почнавме нешто подобра верзија на себе, правиме нешто добро, значи ти си остана така во тоа. Да, браво, браво. И не само пишувањето, туку и читањето. Вообичаено сите дома имаме на полицата покрај креветот огромно купче од книги. Така. Цело време читаме паралелно книги, не ќе започнеме, па чека да има другава, трета и така натаму. За време на пандемијата успеав да ги прочитам сите книги кои ми беа планирани, а исто така и во слободно време да седнам и да пишувам. Така што прилично креативен период е за мене и на некој начин сега уживам во плодовите на таа креативност. Така. Самиот наслов е многу сигнификантен, значи двојна експозиција, 6 циклуси по 2 раскази и циклуси кои што исто така имаат повторно означувачки наслови. Моето прво исчитување беше дека ова нели сосема слободна моја асоциација дека ме асоцира на Толстој. Детство, момчештво, младост. И уште еднаш си направив двојна експозиција, 3 по 2, 6, но нели потоа исчитувањето многу повнимателно сватив дека одиш во нешто што е колку својствено, толку и несвојствено за твоето пишување. И дека не сум толстен. Не, така, поделбата, да. Невиност, љубов, виза, рафион, статус и смрт. Како што кажав, наслови кои даваат ознаки, не е упаство за читање. Од самиот старт сакаш да играш токму со двојната експозиција? Овие приказни долго тлеја во мене и бидејќи имав еден романсиерски период за мене, или 3 романи, цело време предизвикот беше доколку една приказна сакам книжевно да ја работам и да работам на неа, тоа да биде во жанрот роман. Меѓутоа се насобра еден куп приказни кои на некој начин немаа поврзаност меѓу себе, но исто така имаа поврзаност бидејќи нели јас бев носител на истите тие приказни, така што во еден момент седнав и реков па зошто да не, сепак мојата книжевна кариера, така да ја кажам, започна со збирка раскази кротки приказни. Да, и ми се чини дека сите овие приказни на некој начин и требаше да бидат раскази и требаше жанровски да ги обработам. Така што понатаму следната мисла во одлука ми беше дека со сите нив сакам да опишам еден човечки живот. Значи од раѓањето, не баш од раѓањето, туку од детството па се до смртта, нели? И така во 6 циклуси по 2 раскази на некој начин успеав да направам пресек на еден човечки живот. Иако јас се влегувам сега во средни години и се уште ги немам. Рековме не зборуваме за Меѓутоа, мислам дека и тие периоди од животот успеав на некој начин низ приказните во статус и смрт како последни циклуси од човековиот живот на некој начин да ги доближам до овието. Самиот кажа дека се обидуваш да направиш некаков пресек, опис, циклус на човековиот живот. Она што мене ми се допаѓа и што го гледам како константа во сите твои дела, да се пофалам дека сум ги прочитала, нели, и расказите и романите, е тоа дека имаш една огромна посветеност на животот на обичниот човек. Значи, не гледам тука некој супер херој, не знам како тоа поубаво, попластично да го доловам, нели, да не се расфрлам со некоја стручна терминологија, туку тоа се приказни во кои секој може да влезе, како би се превело од англиски во чебрите на ликот, па и на раскажувачот, и тоа се приказни кои практично, дури и сега да излеземе на улица, мислам дека сме ги виделе, ќе ги видиме или ги сведочиме. Ме интересира таа фасцинација, колку еве и филмот и твојата умешност за наблюдување ти ја даваа таа перспектива. Обичниот човек, не велам мал, не велам ништо, туку
буквално секојдневието и фрагментите или приказните од него. Ти благодарам за забелешката, бидејќи на место, затоа што пред си јас се сметам за обичен човек и затоа што комуницирам со обични луѓе во текот на секојдневието. И токму затоа фасцинацијата ми е од нивните обични, да ги наречам на ниво наводници, животни приказни. Сите ние можеме да измислуваме приказни, да бидеме креативни, да бидеме фантазерски настроени. Меѓутоа ми се чини дека најголемата фасцинација, барем за мене како автор, ми е обичната приказна и обичниот живот и обичниот човек. Токму затоа и низ овие приказни се обидувам да направам пресек на сето она што е живење во овој момент овде во Скопје како хронотоп, бидејќи веројатно другата поврзница е дека низ сите мои книги Скопје некако е во прв план, Скопје како фасцинација, Скопје како момент на живење и она што исто така ми е важно е да го опишам современиот момент на живење, сепак почнувајќи од 90-тите, бидејќи 90-тите ми се важни како декада, затоа што тогаш растев, созревав и тогаш Скопје го доживав на поинаков начин, веројатно отколку Скопје што го доживувам денес со сите негови промени. Меѓутоа секој град, секоја метропола е жива материја и нормално дека треба да се минува, затоа што ако не се минува, тогаш зашто би пишувале ние? Така, ми го украде следното прашање, тоа беше тоа. Скопје, Игор, дури кога не пишува за Скопје, ако не се лажам, во крајпат дури не се споменува Скопје, во крајпат, да, не се споменува Скопје, но тоа е Скопје кој ќе го препознаете. Едно од најубавите описи кои што ги имам во посовремената македонска книжевност прочитано, градот со небо со боја на бања. Тоа ми е едно така, тоа беше во фотосинтеза, така, да. Дали во фотосинтеза се споменуваше Скопје експлицитно или повторно го препознаваме како прошетка, како камера и така натаму. Да, повеќе како урбана Урбана, средина, за да го доловиме универзалниот момент во книжевноста. Меѓутоа Скопје е препознатливо во сите описи, претпоставувам. Скопје од секогаш е возбуда да се пишува за него. А еве конкретно враќајќи се на твојна експозиција, освен Скопје, веројатно ја споменавме и пандемијата како втора точка, а како трета точка би ја спомнал книжарницата. Мини хронотоп, во хронотопот хронотоп. Да, баш така. И секој ден сум на смена во книжарница. Некогаш е тоа доблест, некогаш е мана, затоа што нели истовремено треба да размислуваш и како издавач и како автор, што не е баш лесно. Меѓутоа, кога се појавија приказниве, си реков, па поголемиот дел од моите доживувања навистина ги доживувам токму во овој простор, во книжарница. И можеби некој следен мој ракопис треба да биде посветен токму на тој мини хронотоп, како што го означи, така што во дел од расказите може да се препознае книжарницата како простор каде што се одвиваат тие приказни. И ми се чини дека, не знам, доловив некоја ситуација, некој момент кој можеби и самите читатели се прашуваат како е да се биде постојано во книжарница, затоа што поголемиот дел од читателите кои ќе влезат, првата реакција во книжарница им е што ти овде човече си ги прочитал сите книги, секако дека не е така. Меѓутоа е дел од привилегијата да си има книжарница во центарот на градот и да се сретнуваш со сите тие луѓе, макар на мал муабет, иако во последно време гледам дека нели, поради семејните врски и поради сето тоа, се поретко излегувам со пријателите на пијачка во град, како што се Хронотопот уште се стиснува целата ситуација, меѓутоа гледам дека потребата од муабет со луѓе, драги луѓе, познати па и непознати кои првпат ги среќавам, го задоволувам
за време на смената во книжарница и тоа го сметам за драгоценно искуство затоа што во текот на денот ќе слушам 4-5 различни приказни кои доаѓаат од сосема различна провиненција и од кои потоа може и да настане некој расказ, да речеме. Одлично. Додека зборуваш, ми се сетив на паралела, тука имаме и колеги од оваа библиотека и од другите клонови, како ги запознавам како тим, слушам многу приказни и одбив, затоа што и тие имаат, нели, слична ситуација, посебно оние кои се на путот, кои се директно со читателите така натаму, така што верувам дека оваа книга може да ја направи и таа паралела, а од друга страна и библиотеката како кронот. Тука се кријат приказни и се креираат секојдневно, не се само приказните што ги читаме, да. Во однос на оној опис на обичниот човек, уште една од оние константи кои што јас сум пишувала претходно и за други твои дела, кои што ги повлекувам, многу интересен пристап кон микрокосмосот на семејството и семејните односи. Тоа го имаш и во романите, тоа го имаш и во расказите. Како некаква потреба да се размислува. И екзистенцијалистички врз, ајде да кажеме и врз тој микрокосмос. Дали тоа доаѓа со текот на времето, искуството во пишувањето, зрењето, ајде да кажем, или е повторно некој од оние твои, да кажеме, вештини да наблюдуваш и тоа што се наблюдува да се пишува. Да, наблюдувањето за еден автор е многу важно, пред се тргнува од наблюдување и за да бидеш писател и автор, секако дека треба да си добар наблюдувач. Еве, ако тргнам за моите издадени книги, првите 3 книги ги сметам, ќе дојдам до одговор на твоето прашање, ги сметам за еден циклус, една трилогија. Да се изразам терминолошкиот филмот, нели? Иако трилогијата не е непозната за книжевноста. Кротки приказни, крајпат и фотосинтеза беа фасцинација од едно младештво, од еден младешки живот, од поминатите години за време на пубертетот и адолесценцијата. И блискиот джинс, роман во джинс, во фармерки. Баш така, супер. Потоа дојдоа 3 филмолошки книги. Некако се поводи со тоа филмополис веќе да не оди на Телма после 11 години и реков да се забавам со филмот. Напишав 3 книги и малку ја забателив прозата, за жал. И конечно еве последниве 3 книги и следната која треба да излезе на некој начин се повторно врзани во некаква си неформална трилогија. Веројатно Александра е поради годините. Знаеш како старееш, почнуваш да размислуваш за сето она што навистина си ти во моментот, зошто си тука каде што си, како си дошол до тој момент каде што се наоѓаш во моментот и секако дека сите тие семејни приказни, лични односи со пријатели, со луѓе кои ги познаваш или кои можеби не ги познаваш, се предизвик да се обидеш да ги претвориш во проза, во книжевност. Така што се надевам дека тоа добро го правам и дека на некој начин пишувањето ми е како арт терапија, да речеме, уметничка терапија, каде што се преиспитуваш самиот себе си, меѓутоа истовремено се обидуваш сето тоа што го пишуваш да биде провокативно и атрактивно и за самите читатели. Затоа што не можеш да пишуваш само за себе си. Да, секогаш тргнуваш од себе си, секако. Меѓутоа, еве, барем во твојна експозиција во расказите си игра малку со времето пред и потоа, секогаш давам еден свич во самите приказни кои може да им биде возбудлив на читателите и околу кои и самите тие би размислиле и би се преиспитале себе си зошто е сето тоа така, би нурнале малку во себе си и би се преиспитале можеби за ситуации во кои тие се нашле. Така што тука доаѓаме до тој фамозен момент на идентификација кој на мене како автор ми е многу важен и како обичен човек, нели? Затоа што сметам дека секоја уметност, филмот, музиката, литературата, доколку не постои момент на идентификација, тогаш сето тоа би било банално, ефемерно, секојдневно.
Затоа и пишувам за обичните луѓе и затоа пишувам приказни во кои веројатно може секој да се пронајде. Да, јас И да се пресозда, да се извини. така, да. На крајот. За тоа екзистенцијализмот. Пишувајќи, писателот се пресоздава себе си, но читателот читајќи се пресоздава тој преку приказната себе си. Супер, фала. Да, ништо не е слободно, јас, да. Како надобразување. Да, јас ја охрабрувам нели публиката, секој кој што сака може да праша, да искоментира слободно, нели потикнуваме таков тип на интеракција. Само сакам да се надоврзам на ова во однос на поистоветувањето, нели препознавањето, дека колку и да лоцираме дека твоето творештво е урбано, е врзано со Скопје, сепак мислам дека може да функционира секако надвор, дека ако се преведе не мора да е судбоносно дека треба да се познава овој град и оваа средина, туку баш тој момент на лесна идентификација на некоја питомост во пишувањето дава таков тип на препознавање. Дали досега е нешто преведено на друг јазик и дали си имал такви некакви обиди да излезе надвор од тука? Да, супер е во прашање. Веројатно следната фаза би била таа, иако ова е веќе пета прозна книга, нели? Меѓутоа, како што кажавме на почетокот, нели имам издавачка куќа, ги гледам работите и однатре, и гледам отприлика како се случуваат работите. Сепак и на таа интернационална сцена треба да се имаат пријатели, треба да се имаат контакти. За жал, македонската литература не е многу видлива, иако во последниве години тоа се менува и сакаме да се менува, нели? Се повеќе преводи се појавуваат на домашни автори. Еве, веројатно следниот фокус би требало да ни биде тоа да одам на преводи на некој друг јазик. Игор, не ја ставаме двојна експозиција настрана, јас сакам само да слушнем уште еден дел од неа, додека влегуваме во другиот дел од се она што ти го работиш како човек од културата, Андреј, повеќе. Горан се најде во небрана. Тука имаше прекрашување на непишаното правило меѓу нив. Да не си брчкаат ни сличните работи, која тој верено го почитуваше. Но сегашната ситуација не налагаше да се расправа за тоа. Смртта на дечкото на вистина ја погоди сестра му. Заедно беа веќе 3 или 4 години. И тој вети дека уште попладнето ќе го напише текстот. Се затвори во својот свет и почна да размислува што треба да напише. Навистина не беше фер што сестра му го побара тоа од него, бидејќи таа најдобро чувствува што треба да бидат нејзините последни зборови кон саканиот и неговото заминување на оној свет. Но ете, не сакаше да цепидлачи. Не беше моментот за тоа, па се нафати да ја направи оваа мала услуга за неговата рашалостена сестра. И тогаш му светна. Да, тоа е тоа. Горан свати дека ова е одличен момент да ги вложи своите емоции во текстот и на тој начин да напише некролог за својата прва љубов, која веќе е зад него. Тој дефинитивно беше одљубен од Мија и сега повторно беше свој на свое. Може би се уште срамежлив, но посилен за искуство повеќе. Тоа го окуражи, тој седна на бюрото во собата, зема молив и лист хартија и го напиша најубавиот некролог за својата прва љубов во неколку реченици, кој совршено одговараше на ситуацијата за која требаше да биде наменет. Кога сестра му го прочита, веднаш почнаа да ѝ се тркалаат солзи низ образите, што значеше само едно – полн погодок. Погребот беше траорен. Дојдоа сите што можеа да дојдат, бидејќи светот го напушташе еден млад живот. И Мија беше меѓу присутните. За момент им се пресретнаа погледите за време на пеењето на попот. Но Горан изигра мудро и набрзо потоа ги стави темните очила за да го скрие погледот. Сега беше слободен да гледа во Мија колку сака и тоа воопшто да не го боли. Тој беше одљубен. Колку му се допаѓа тој збор, штом толку често си го споменува во главата. И она најважното, беше слободен. Следното утро, првата работа што ја направи е купување на дневниот весник од блиската трафика, во кој беше објавен некрологот. Всушност, купи 2 примерока. Едниот им го однесе на неговите родители,
кој исто така тешко ги погоди смртта на дечкото на ќерка им, а другиот го зачува за себе. Попладнето, кога се врати од училиште, зема ножички, го исече некрологот, што го красеше неговиот текст, текстот што тој во име на сестра му го напиша, и го закачи над зидот над креветот, како подсетник на едно време во кое тој ја доживеа својата прва љубов која остана невозвратена. Некрологот ќе го подсетува на тоа. Каква гениална идеја е да се одмаздиш да не реализира на никога. Тоа го помисли понака што би рекла Снежа, воскликнав, како не ми текнало ова на 20 години, Игор, го споменавме филмот неколку пати, а не суштински, луѓето верувам те препознаваат како човек кој со децении другарува со филмот, го истражува, го гледа пасионирано, му е посветен. Сега се сетив дека никогаш не сум те прашала, не ти дошло никогаш да напишеш онака од сиве овие приказни едно сценарий? Ова е прекрасно прашање. Во пари интервјуа претходно го имам напоменувано дека македонските филмачи веројатно треба малку повеќе да истражат современата македонска литература, затоа што има фантастични приказни, нели, кои се напишани, кои се современи, кои може совршено да функционираат и на големото платно. Меѓутоа знаеме како е во филмската дејност, притежно режисерите сами си ги пишуваат своите сценарија, за жал. Меѓутоа еве ова нека биде повик малку да истражат, затоа што еве конкретно малку нескромно ќе звучи, меѓутоа сите има материјал, вистина, приказни на вистина се баш филмски напишани. Има има перспективите. Ги имаш и во другите книги, нели, секако влијанието на филмот е многу видливо. Прво е таа наблюдувањето, камерата, монтажата, дискретно ќе ја погледам, монтажата и така натаму, и секако нели повеќето перспективи. Ако те прашаат вака, па еве да биде искрено прашањето, кој би сакал да режира филм по твој сценарио? Не, сепак ќе бидам чесен, јас не сум филмски сценарист, нели? Има луѓе кои по професија се тоа, доколку се случи екранизација на некој од моите дела или пак на некој од делата на современите македонски автори, јас препорачувам веројатно кога ќе седнат да го пишуваат сценариото да бидат консултирани и авторите, што е вообичаена професионална пракса, нели? Така што навистина не знам кој би можел да ги режира овие. Скромно. Даријан Вардан. Новата генерација. Не, може и светски да е, затоа реков нека биде вака. Ние сме локални тука. Прво тука да поделуваме, па после на. Така. Ги споменавме состојбите во литературата, во културата, еве го доправме и филмот и практично тоа што значи твое медиумско искуство, колку како човек кој што долги години е во културата и нели вложува во неа, си задоволен од тоа колку е видлива нашата работа, да речеме, општо вака. Ајде за литературата прво да видиме. Еве, веројатно овој настане еден од тие острови кои треба да го поддржиме и за кои треба да се држиме. И да се држиме, да се држиме. Баш така. Па еве да тргнеме медиумски. Ми се чини дека нема редакции за култура веќе во македонските медиуми, свесни си, нели работиш и ти во телевизиски медиум. Сето останато е базирано на ентузијазам и на мускули, за жал. Затоа ми се чини дека треба да продолжиме да работиме, затоа што на крајот од денот сатисфакцијата е голема. Сепак го сакаме ова што го работиме. И мислам дека сме во предност во однос на другите колеги, новинари и сите оние што сакаат да практикуваат култура. Така што не знам, не сме можеби многу видливи, можеби уште треба да работиме на случајот. Меѓутоа, еве на крајот од денот живи сме, создаваме, оставаме дела зад нас, оставаме настани, се дружиме со убави луѓе, ми се чини дека за тоа треба да се држиме. Ајде повнатре македонската литература и како издавач кој практично сте фокусирани на современите македонски автори и цела едиција, нели, која што ја имате посветена на тоа.
колку читателите, оние што влегуваат кај вас во книжарница, нели, беа потребни години за да ве препознаат дека сте фокусирани на македонските автори, колку сега знаат сами да бараат македонски автор, знаат да прашаат до каде е нешто, колку се пак да речеме отворени за сугестии, за автори што не ги знаат, прашувам затоа што нешто слично правиме и ние низ разговорите. Сакам тоа искуство некако да го споделим. Тргнавме со Ненад со книжарница, нели, со дуќан. И после 2-3 години видовме дека возбудливоста во оваа работа е ако станеме издавачи. Тргнавме со превод на литература и некаде после година и пол, расказите кои ги чував во фиука неколку години, мислам дека созреа конечно и решив да ги издадам. Тоа беше 2006 година и така во популарната едиција Проаза на Или тргнав и со првата македонска, да. Потоа лека полека почнавме се повеќе да издаваме македонски автори. Ја имавме таа среќа и Жане тука со незината дебютантска книга да освои роман на годината и на некој начин да биде пресмртен момент за таа награда, малку повеќе да се внимава и на новите македонски автори за разлика од претходните години, првите 10 години, каде што фокусот претежно беше на, да речем, средната и постарата генерација на македонски автори. Така што таа приказна еве 15 на години ја тераме со Или и можам да кажам дека е супер успешна. Дури на некој начин и другите издавачки куќи се надоврза на нашата тенденција да им нудиме отворен простор на македонските нови и современи автори, да видиме како тие размислуваат, како тие пишуваат и сето тоа да го пласираме на најубав можен начин до читателите. Читателите одговорија супер, затоа што сепак издадовме квалитетни книги и можам да кажам дека после 15 години изгледа зборувам со исклучен микрофон, нема везе. После 15 години тоа е момент на просветлување. После 15 години во книжарница читателите да бараат и да купуваат повеќе македонски автори од преводна литература, на што сме особено горди. Супер. Овде сакам да се надоврзам да не излезе дека сами се фалиме како дел од таа македонска книжевна сцена и твоето искуство и како уредник на преводна литература, но и како читател. Мислам, ти си човек кој пасионирано чита, следи се. Кога ќе се направи паралела од тоа што го нуди македонската книжевна продукција во моментов, да речеме европска, дајде светска, некои многу големи и широки рамки, каде сме во однос на квалитет, каде сме во однос на возбудливо што се нуди кај нас, а што се нуди, повторно ќе речем, некои европски рамки како најблиско? Да, супер е прашањево, затоа што одговорно тврдам дека она што го пишуваат во моментов современите македонски автори е на исто равниште како и европските автори, затоа што паралелно во едицијата Проаза работиме и на преводна литература и можам да кажам дека дел од тие автори, дел од тие книги што ги издаваме, дури се и со нека оди со послаб квалитет од она што го пишуваат нашите автори. Меѓутоа едноставно тоа е пазарот, мораш да понудиш различен тип на литература затоа што никогаш не знаеш која книга на кој читател ќе му се допадне, нели? Затоа што читателската публика е разновидна и за секој треба да има книга која треба да дојде до читателот. Така што навистина уште еднаш ќе кажам одговорно тврдам дека еве и ова вие што го правите и ние како издавачи, фокусот треба да биде на современите македонски автори затоа што тоа е она што ние го живееме во моментов и тоа треба да се подржи дефинитивно. Игор, како оди моментот кога на читател на што ќе влезе во книжарница сакаш да му ја понудиш твојата книга? Да, не знам, до пред 5-6 години го имав тој момент и никогаш не препорачував моја книга затоа што сметав дека тоа може да се свати како тенденциозно, нели нескромно и сето тоа, меѓутоа во меѓувреме се опуштив. После 15 години.
многу ми бараташ со години, ви со бројките, ајде да се вратиме на сакам да те вратам на прашањето повторно споредба европска, светска книжевност и македонска, претходно нешто зборувавме за преводот, нели, пласма напор. Што е она што практично ни недостига? Ти си седмиот автор со кој разговарам и речи си сите досега го кажаа тоа, ама не излегуваме и не сме видливи. Што е она што еве и како издавач повторно да не ги направи сите оние работи и полиња кај што работиш, каде ни се кочи таа работа, зашто македонскиот автор не е во моментот да речеме во трка за европска награда, зашто не е преведуван на 10 јазици како што е практика во другите земји. Да. Нели тој фамозниот збор стратегија државна. Министерството за култура пред неколку години конечно, ми се чини меѓу последните на Балканов, го отвори тој прозорец каде што странски издавачи можат да конкурираат и да добијат поддршка за дел од македонски автор да биде преведено на некој од странските јазици. Тоа оди споро, за жал. Дури едно време имаше и технички проблеми, издавачки куќи дури не контактираа нас дека сакаат да конкурираат таму, меѓутоа сајтот едноставно не работеше, не можеше да биде видлив, не можеше да се пристапи до таа пријава за да се конкурира. Така што се надевам дека во меѓувреме работите се подобрени и ќе се подобрат. Тоа е еден од начините. Вториот начин е веројатно најфункционалниот работа со агенти. Агенција за книга. Да, агенција за книга. Која зборуваме најмалку 10 години. 10 години, како и стратегијата за култура која беше донесена, не е применита. Значи тоа се тие големи приказни околу кои никако да мрдне работавач Икор Плус. Ние имаме нели приказни кои се успешни во странство, Румена Божаровска е прилично преведувана, Лидија Димковска, меѓутоа тие си имаат собствени приватни агенти. Веројатно приказната за успешноста на едно дело, освен неговиот квалитет, секако можеби и наградите повлекуваат одреден интерес, така што секој меѓународен успех во македонската литература што ќе се случи е добар за целата македонска книжевна сцена, затоа што на тој начин стануваме видливи. Иако не секогаш има интерес за нашите писатели, ние конкретно сме биле во ситуација каде што да речеме Пардон? Повелете во програма. Да. Ми палеш ова да го кажеш. И нас Ми палеш. Нема се вика кој беше? Сосема на место. Не знам, се интересираме за конкретен случај беше ова, се интересираме за наградуван и преведуван словенечки автор и купуваме правата за неговата книга. Нели се регуларно, професионално и како издавачи одеднаш им пишуваме и ги видиме нашите македонски автори во смисла и вие сте издавачи, нели? Дали сте заинтересирани оваа книга доби награда, оваа книга доби награда? За жал одговорот не беше. И тоа Словенија, да речеме, што не ни е дадено, да, а камоли останатите книжевни сцени каде што веројатно правилата на игра се сосема поинакви од ова ние што го правиме. Колку е во тие рамки меѓународни, колку е книгата, можеби лошо ќе звучи, меѓутоа бизнис. Колку е бизнис, затоа што се ова што се споменува, стратегија, маркетинг, агенти и така натаму, во најмала рака е бизнис. Значи, настрана естетските квалитети кои ние остануваат вака да ги дискутираме, да напишеме некој текст, ти самиот пишуваш така. Колку е книгата бизнис и колку практично ние сваќаме, како да кажам, свесно или несвесно, дека каскаме во тој поход. Да, книгата е бизнис и за одредени издавачки куќи во Македонија. Така, кои се концентрирани, кои издаваат, да речеме, популарна психологија или комерцијална литература. Да, книгата е бизнис, меѓутоа оно што го прави или дефинитивно не е бизнис, туку повеќе е љубов и посветеност и баш ми е драго поради тоа. Затоа е препознатлив. Те враќам повторно на твоја експозиција, реков дека нема да ја оставиме настрана, верувам дека и вам
нема да ви биде лесно да ја оставите брзо книгата, инаку брзо се чита, вака да кажам, и си буди асоцијации кои најверојатно потоа ќе ве натираат да се вратите. Последните два раскази. Последните два раскази, сакам да те прашам конкретно за овие, не знам дали смеам вакви спойлери да пуштам, ама сакам да да разговарам. Непрофесионалец и човек. Да, непрофесионалец и човек, овие се две типични скопски приказни од скопското културно милие. Ликовите на ликовите личностите според кои се направени ликовите во книгите се професорот Сидо, еден голем филмофил, голем филозоф и професор на многумина, мене не ми предавал, јас не сум од тоа училиште, но ни оставил печатот. Најверојатно по фестивалите како човек беше чест да се види во присутен. И знаевме дека што Сидо тука има настани така натаму. И последниот расказ Радован Павловски. Еден и единствен. Препознат ли? Да, препознат ли? Да. Принцот на метафората. Првото прашање, зошто не се директно Сидо и зошто не е директно Радов? Туку е на препознавање. Да, па го остави в тој момент за луѓето кои ќе ги препознаат овие ликови да им биде драго што сум седнал и сум напишал расказ за нив, а едноставно за оние читатели кои не ги знаат Сидо и Радован лично, или за да можат да ги препознаат во самите приказни, едноставно да уживаат во една регуларна приказна, регуларен расказ, каде што се зборува за одредени луѓе кои имале пасија кон одредено нешто, меѓутоа и не мора на крајот од кривиштата да се знае за кого се работи. Така што, нели таа двојната игра и тука. Двојната игра и тука е составена. Така. И може би вака како заокружување на двојна експозиција и на таа посветеност на наблюдувањето на Скопје, на приказните од урбаното Скопје, од секојдневието, таа потреба во книга, вака како коментар, во книга да се насликаат некои од тие ликови кои што се препознатливи за Скопје. Колку ја имаш потребата и да ги документираш нешто. Токму документирањето и беше предизвикот да се напишат овие два расказа. Инаку во Непрофесионалец, освен приказната за Сидо, тоа е прилично лична приказна и можеби најлична во целата збирка раскази. Лична во смисла автобиографското? Автобиографското, да. Меѓутоа се погоди моментот со Сидо толку интензивно да го доживеам неговиот погреб, што сметав дека морам да го озаглавам некаде, да го ставам во еден контекст и на тој начин да му одадам почит на овој човек со кој навистина со години се гледавме од Музеот на современа уметност во 90-тите кога имаше филмски проекции, па се до крајот. Ми беше гостин во Филмополис, нели, он работеше на професионални филмови, така што ова беше на некој начин на почит кон него. Мене ми е најфилмичен, дозволи вака како најпластично е некако целото тоа сликање, нели игра линијата на препознавање за нас кои што го знаеме, тоа е Сидо и никој друг, меѓутоа вистина е онака буквално пред очи ги имаш сите ситуации. Да, слична беше ситуацијата и со Радован во последниот расказ, иако на некој начин во тој расказ сакав повеќе да постигнам ефект дека на крајот од еден човечки живот, нели тоа е поглавието смрт, сепак најважно останува да останеш човек и ништо повеќе. Токму затоа, иако Радован можеби е препознатливиот момент кој го стикувам во тој расказ, сепак Амиго, другиот лик кој му помага во последните моменти на Радован пред неговата смрт, е оној човек кој сакав да го опишам буквално како природа на нештата, како една вертикала од небото кон земјата и дека навистина се што останува на крајот е да си еден обичен и прекрасен човек. Затоа и ова беше последниот расказ од моја експозиција, почнувајќи од невиност до смрт, така концептуално. Така, споменам дека го имаш тој
порив за екзистенцијалистички поглед на нештата и овде баш токму со смрти се заокружува, нели да. Андреј ќе го замолам третиот дел да го прочита. Слободан имаше малку подопуштено пивско стомаче, а сепак одлучи да ја облече хавајската кошула, што од секогаш стоеше во плакарот. Во неја изгледаше малку безбрска, но не му беше гајле. Сепак тоа беше само една, која ја познаваше со години. Таа подготвено го чекаше со торбата и шапката на главата во стилот на привлечна француска девојка. Суканиците што ја красеа пред 2 декади, во меѓувреме се претвориле во некаква слободна форма на фризура, што можеше да ја менува како сакаше и во кој правец сакаше. Сепак, за денес се одлучила да ја собере во репче зад главата, поради планот да се искапат во езерото и да уживаат во неговите благодати. Зема нешто за читање, ја праша. Ех, ме знаеш мене, сите пари ги фрлив на книги, зашто знам дека другото ти ќе го покриеш. Воспреа ти е расположено. Важно имаме духовна храна, а капењето и онака е бесплатно, нели? За разлика од плажите во Ла Франс. Се сместија на крајниот лев дел од плажата, која и онака беше празна, бидејќи сезоната во Охрид почнуваше во јули, а се уште се тркалаше почетокот од јуни. Ги оставија работите на 2 лежалки, што Слободан уште утрото ги спушти од викендичката на плажата. И влегува во водата, која беше грч, а сепак, по одредено време, пријатна за едно инстант капење. Кога излегува надвор, тој со крпата ја собра водата од телото на Ена, која на сонцето кое почна да припекува, стоеше неколку минути со расширени раци и замижени очи, скриени зад штосните очила. Потоа, конечно се испружија на лежалките. Слободан не можеше да не забележи дека Ена е супер привлечна, дури и попривлечна од пред 2 декади. Ајде прочитај ми онаа песна, за која вчера, додека патувавме со автомобилот, ми кажа дека си задоволен како испаднала и дека те отсликува тебе во моментот. Го замоли Ена. А да ја оставиме за вечерва, праша Слободан. Не може, сакам сега да ја чујам. Беше категорична таа. Запали джоинт и се претвори во увод. Слободан брцна во ранецот и извади нотес, во кој понатаму ги забележуваше своите книжевни импресии. Кратко рече, изморен. Го подзачисти грлот и почна да чита. Посветата беше цитат од романскиот филозоф Емил Сиоран и гласеше: на оној што премногу се бунтува, му останува снага само за разочарување. Уморен сум од отровот на социјалните мрежи, без обид за конструктивна дискусија. Уморен сум од долгата транзиција која на сите ни ги скрати крилјата. Уморен сум од тоа што можам јас да направам за државата, а не таа за мене. Уморен сум од чекање на црвеното светло на семафорот, додека пар автомобили поминуваат низ него неказнето. Уморен сум од купување на кинески раткапни, кога знам дека ќе отпаднат на следната дупка. Уморен сум од давање љубов и потребата да ми биде возвратено. Уморен сум од барање љубов и потребата да возвратам со иста сила. Уморен сум од улогата на добар родител, кога на крајот од годината на сите ќе им стават петки. Уморен сум од заморот на другите, чии очи го изгубиле сијајот. Уморен сум од плукањето на другите, додека истовремено создаваат идентични планови. Уморен сум од среќата во малите нешта, нетрпеливо очекувајќи го големото нешто. Уморен сум од потрагата по живот на Марс, кога очигледно се работи за една голема пустина. Уморен сум од болката во вратот и нејзината метеоролошка прецизност. Уморен сум од заморот на материјалот, летаргијата и безизлезноста. Уморен сум од неумореноста на уморувањето и покрај позитивниот пристап кон животот. Уморен сум од толку многу издадена поезија, која ретко кој ја купува. Уморен сум од мислата дека ова е сјајна песна, а на преостанатите поети се за во ѓубре. Уморен сум. Генерално сум уморен.
Нивната цел е да те уморат. И на крајот успеваат во тоа. Неуморен. Прекрасно и искрено. Конечно си го дофатил фантомот на слободата, искоментира Тивко Ена. Таа се сврте кон него, му ја дофати раката која висеше на држачот од лежалката, ја стисна во знак на поддршка и молчешком продолжи да гледа во убавината на езерото пред неа. Јас сум приготвени за поетска вечер. Тоа ќе прашаш следна поетска книга. Само ќе кажам една ексклузива во однос на оваа песна. Веројатно е единствената песна во Македонија каде што се споменува зборот Раткапна. Мислам дека не сум прочитал друга песна. Каква тема за магистерска? Кинески Раткапна. Јас по читањето на Андреј по Раткапната немам повеќе прашања. Повелат. Јас прво сакала и да ја изразам воодушевеноста. Бидејќи планирав да дојдам на овој разговор, така и планирав за овие денови од петокот до вторник да ја прочитам и со доаѓањето да ја вратам. Вие сте толку различни од многу новинари, кои кога треба да дадеш интервју, воопшто не ги читаат. Воопшти прашања. Што има во вашата лабораторија? Може, зашто не сум новинар. Значи, почнав да читам книгата и сватив дека ми е совршено надополнување на утринското кафе. Значи, еден расказ дневно со утринско кафе. И денот може да започне. Така си ја терам полека книгата, затоа што сакам да уживам во книгата, не сакам на брзање така да ја прочитам. И втора работа, што од самото читање ми се разви оваа мисла, односно прашање, читајќи ги расказите, увидов дека во секој циклус се работи првиот расказ за нешто неодживеено и вториот расказ е нешто што се завршило. Значи, завршен настан. И ме интересира дали насловот на збирката дојде од расказите или обратно. Супер, благодарам на оваите зборови. Прекрасна забелешка, да акцентирам, окей. Веројатно овде би се повикал на Саша Огненовски, кој напиша рецензија и осврт за книгата и токму ги има фатено овие моменти. Случајно или намерно го имам цитатот овде и би го прочитал. Вели, Ангелко во оваа збирка раскази ги вткаил двата аспекти на човековиот живот, оној на мислениот и оној одживеаниот. На иста линија сте со забелишката. Се чини дека токму затоа и сите делови имаат по два раскази, затоа и двојната експозиција која со себе ја носи таа неизбежна феноменолошка спротивставеност на одживеаното и замисленото, но нереализираното. Значи, тоа е уште еден од аспектите кои сакав да ги вметнам во таа двојна експозиција на гледање на работите. Токму така, значи, одживеаниот момент, автобиографското или биографското, со оној потенцијалниот кој бил замислен, но сепак на крај не бил реализиран. Ми се чини дека книжевноста го дозволува токму тоа да си поиграш со тие два момента и дава една широчина на авторот буквално да направи што сака и како сака. Да, и повторно прашањето. Прво го смислите насловот на збирката или од раскази, бидејќи јас сум автор, пишувам поезија, понекогаш ми се случува да напишам песна, но да нема наслов, значи од после да го смислам. Но понекогаш наслов ќе ми светне во главата и врз основа на тој наслов пишувам песна. Па ми интересира дали насловот на збирката беше мотив за да почнете да ги пишувате расказите или обратно.
Јас мислам дека е лошо еден автор да почне од наслов на книга, затоа што обременува и оптеретува. Ми се чини дека подосна треба да дојдете до самиот наслов. Конкретно со оваа книга почнав да ги пишувам приказните и расказите и не знаев до каде ќе стигнам. Не знаев дека ќе имам 12 раскази, не знаев ништо. Едноставно осетив порив, почувствував и почнав да ги пишувам расказите. Како се движев низ материјалот, се наметна самото тоа дека се сопоставени еден со друг и дека можеби двојна експозиција би бил идеален наслов. Значи има разлика. Некаде по пат, значи. Да, има разлика помеѓу кај мене во пишувањето поезија, зашто реков дека може да ми светне наслов во главата и во основа на тоа да почнам да ги развивам чувствата и мислите па да создавам песна. Но точно, сега од кога ви тоа објаснивте, сваќам дека прво се пишуваат расказите, па потоа доаѓа насловот. Да, мислам дека е важен пред се процесот, а потоа како ќе ги насловиме и како ќе ги наречеме работите. Меѓутоа, ако ви функционира тоа на вас како автор, да почнете од еден збор и тоа да ви инспирира, супер, живеете. Поинаку е поезија во Зато ми беше пишањето, да. Поезијата е кратка, А дали мене ме интересираше во однос, извини, ако да прекинав, ти сам на тоа, во однос на структурирањето, дали расказите во пар се дојде од почетокот или потоа ги спаруваше? Да, тоа беа сладки маки, со тоа што исто некаде на половина, како што кажав и за насловот, откако напишав неколку раскази, ми дојде и структурата дека можам да опишам еден човечки живот од почетокот до крајот, така што веројатно негде на половина исто така почнав да се играм со тоа кој расказ би функционирал во кој временски период од човековиот живот. Пар не пар, да. Така што направив 2 или 3 рокади при финалното структурирање на збирката и ми се чини дека сега функционираат окей. А самиот наслов е како филмски термин? Да, добро, не можам да изгледам тоа, наистина. Да го поздравам објавувањето на ова збирка раскази и на се што Игор работи низ годиниве, а и паралелно, затоа што ми се чини дека си еден од ретките луѓе од културата, така ќе се осмелам да кажам, затоа што не можам во еден збор да опишам што се работиш, а сето тоа е со многу внимание и со многу фокус. Кога преска се спомна на кој ниво е литературата и застапеноста во медиумите и слично, ти си ни еден од примерите дека да, кога јас сакам да кажам нешто ќе го напишам. Имаш твој блог неколку години, Херој за еден ден, така беше. И мислам дека тоа е многу важно во денешно време секој од нас да се осмелува да си го најде својот медиум, каде нешто како ќе го каже. Јас сум до половина со книгата. Сакам да прашам дали во расказот Сонце, мислам дека беше првиот така, дали расказот Сонце ти дојде од вистинска инспирација од книжарницата? И една интересна, мислам, нешто што многу ми се допаѓа во твоите раскази, што мислам дека доаѓа од фасцинацијата од филмот како жанр, брзи свич, како што го рече Александра Преска, брзи пресврти во приказните и ефективни краеви. Нешто што мене многу ми се допаѓа и можеби мене лично ми одговара на карактер и слично, меѓутоа во тоа многу се наоѓам како читател. И колку и некоја тема да изгледа, нели, тече е сериозна, ќе дојде крајот и ќе баш онака како што е животот. Да, па може и да се насмееме на крај. Честитки уште еднаш и продолжи изненадување. Мислам, баш е интересно тоа што експериментираш постојано во жанровите, не си истиот Игор од прва до последна книга, што е многу тешко, мислам, ретко. Не познавам работата на Или како издавачка куќа. Навистина сте едни од ретките кои што не правите компромиси, кои што си ја следите вашата мисија од самиот почеток и во овие 15 да, апсолутно.
15 години и верувам дека е многу голема, преска ги споменавте и Румена, и Петар, и неколку наши автори кои што веќе вака или на еден или друг начин и на Балканот, да речеме, и пошироко стануваат имиња. Сите тие веќе кај вас ги направија меѓу првите своји најголеми успеси во прозното творештво. Фала Сребра за убавите зборови, секако можам да вратам на комплиментите, затоа што јас ја следам твојата работа и тоа е еден вид мисија да се остане доследен во следењето на културата кај нас, бидејќи споменавме каква е ситуацијата во медиумите, така што умно МК го следиме и го читаме. Ќе се обидам да сублимирам она што ме праша за жанрот раскази. За мене е возбудливо да го има тој свич и тој престран и од прилика да бидат на 10-15 страници, затоа што сите ние брзо живееме. Дури гледам и читателите кои ќе влезат во книжарница велат: "Еј, роман 500 страници, нема време за ова, знаеш." Да. Така што расказите се идеални за современите читатели кои, како што каже господјата за утринско кафе, еден расказ и денеска сум мраа, сум прочитал една приказна, окей сум, утре одиме на ново поглавје. А што се однесува до Сонце, веројатно се препознава кога е доживеана приказната, нели? Како е напишана, како е доживеана, како е одживеана. Да, ја имав можност таа ситуација да ја доживеам во книжарницата и веднаш откако се случи, јас седнав да го пишувам расказот, затоа што толку интензивно беше доживувањето. Тоа беа 10 минути од таа средба и јас видов филм пред мене, филм кој всушност беше самиот живот, нели, се отпредкуваше пред мене, толку интензивно го доживеав и веднаш почнав да го пишувам расказот, кој си доби веројатно своја финализација после недела дена, да речеме, откако нели убаво ги обмислив сите различни аспекти и можеби и додадени ликови кои, за да биде малку пошарена приказната, затоа што литературата го дозволува тоа. Инаку ќе кажам еден куриозитет, бидејќи споменавме дека дел од расказите кружат околу книжарницата како мини хронотон, како беше, да. Во еден момент имав ситуација кога 6 ликови од 6 различни раскази во еден момент ги имав пред мене во книжарница. Тоа беше фасцинантно. Дојда да го бара автор. Дојда да го бара автор. Кој е на авторски права, знам. Кој раче некој автор има. А како е кога ти ќе станеш лик во нечи друг роман? Има таква ситуација, да? Па има во романот од Живко. Да, не го искам. Игор разговор, да. Игор е лик, Игор и Ненад се ликови во Писмо за Глорија на Живко Гроздански. Треба да се прочита. Финалист за роман на годината. Живко ни најави дека ќе не стави напред. Со најава. Јам во најава. Беше јам во најава и не спиев едно 3-4 дена. Кај ме најде? Баш ме Сравнили за лоше. Баш ме наместил Бога. Ама на крај испадна, окей. Се договорив. Да. Најдовте компромис. Со оглед на тоа што сте семејство во кои двајцата сте автори, дали сте си еден со друг први читатели на вашите книги? И дали имате некаков распоред кој го пишува? Како пишеме? Сепак не е едноставна работа. Игор има повеќе време за пишување. Читаме дефинитивно и си даваме сугестии, Жан е многу повеќе за мене, отколку јас за низиниот ракопи, затоа што дефинитивно Жан е подобро пишува. Уште да шпица завршивме. За разлика од претходните два раскази кои беа прочитани, третиот многу повеќе ми се допадна зашто имаше веќе доза на хумор. А тоа мислам дека нашите секојдневија се преполни со хумор и се смешни. И
И беше интересно да се доловат повеќе такви ситуации. Зашто на вистина човекот е смешен ако помисли. И Иптан ми се допадне, баш Иптан филмски беше. Може сите моменти да ги замислам. Меѓутоа, во секој момент очекував да се случи нешто хумористично. Може би тоа малце ми фанаше. Не, имаш и во другите разкази, меѓутоа не беа цели. Да, има многу хумор. Баш во тој свич лежи на клубот ќе ги Супер, хуморот е многу важен дел од секојдневието. Сакам хумор и во проза, во книжевност, така што се обидувам тоа на субтилен начин да го провлечам низ приказните, колку и тие да се сериозни. Читај книга. Дали пропуштивме нешто? Супер, не пропуштивме, јас да се заблагодарам за оваа прекрасна вечер. Фала, Александра. Не беше страшно, не? Добро, озбилен вечер. Трема. Зборувавме претходно колку ние всушност, како да кажам, трема. Немаме трема, меѓутоа е на некој начин. И Игор е писател, многу често е во оваа функција како модератор и не ни е лесно да направиме некаков баланс во овие разговори. Се надевам не беше страшно. Па не знам нека каже публиката, се надевам дека биде интересно. Андреј Серафимовски. Игор Ангелков во експозиција, ние на месецот во библиотеката Браќа Младиновци, во сите библиотеки. Авторот е тука и има и некои продолжни примероци. Побелете и ви благодарам на сите, заедно читаме современи македонски автори. Благодарам што сте дел од ова.